И како што веќе ви најавив, денес во нашата утринска си имаме вистински доајен на македонското новинарство, Киро Кипровски, долгогодишен новинар и публицист. Добро утро. Добар ден за мене. Добро ни дојдовте. Добро ден, најдов и убаво да поминеме ние, а и гледачите со нас. Затоа што секако постоиме за нив, така? Точно. Да. Главниот повод што сте денес овде е еден не само убав, туку редок јубилеј, а тоа е 55 години новинарство и публицистика. И сега сосема логично е да се вратиме малку 55 години наназад. Како започна се? Започнав ја и пред 55 години во тие детски исписанија, тога беше Народна просвета, па во Младборе, студентски збор и од 68 година, 1968 година, сум постојан соработник на дневниот весник, првиот дневен весник Нова Македонија, а инаку целиот работен век го поминав како уредник на емисиите на македонски јазик на Радио Гостивар. Јас сум редок новинар по многу нешта, затоа што немам ја сектор, во сите области сум пишувал и во сите новинарски жанрови. Најмногу ми лежи репортажата, фелтоните и издавање на книги. Ја последната монографија Духовните светилишта ја промовирав пред некој ден во македонското древно светилиште Свети Јован Бигорски, Свети Јован Крстител. Да, тоа е и главниот повод, ќе зборуваме секако многу за оваа монографија, но јас повторно се запнав сега за тој период. Знаете што ме интересира, ги спомнавте, значи доцните 60 и почетокот на 70-тите, какво време беше тоа за новинарството во Македонија? Тоа време за новинарството со денешното време не може да се спореди, бидејќи прво техничките услови за работа беа на ниско ниво, ние на една магнитофонска лента, не знам колку пати пиши, бриши, снима и преснима и така натаму. Понатаму телефонските врски беа нула. Немаше, еве за новиве генерации да кажеме дека порано не постоја мобилни, можеби не знаат. Не само што не постоја мобилни, туку и тие фиксни телефони не беа она што е денеска. Например, ја подрачјето моје на известување ден денеска е од половина пат Госер Тетово Бадовина, се до Лазарополе. Известов ја од Мавровските меморијали, од европските првенства во скијање, балкански шампионати. Ја многу пати од поштата во Мавро, некај што е сега едно малечко собиче, па поштарот бара Гостивар, Гостивар бара Скопје, ме поврза со Скопје, вика, телефонот ви е зафатен, а ја половина саат чекам да добијам. Викам, кажете им дека од Маврово се јавувам, дека тешко се добива. И врската прекинува со колега, не знам од кое место, и така ги давав извештаите. Многу пати се качував и на Бандера, и од Бандера телефонот давав извештај. Ја, бидејќи и сум и фоторепортер, филмовите ги праќав. Тогаш беше една јака фирма од Дебар Шпиле Транс Шлепери на возачот и пред редакција Нова Македонија да го остави филмот и да фотографијата излезе во утрешниот весник. Мене ми е криво што денеска со оваа технологија... Морам да ме потпишам само, еден многу важен момент во денешното новинарство, тогаш немаше интернет. Од каде ги црпевте сите возможни информации? Па ја и денеска и покрај тоа што има интернет, телефони и така натаму, јас сум новинар кој што присуствувам на секој настан. Одам значи не прераскажувате што некој ви кажал, туку мора лично да видите. Пебе, ја која подготвував текстот на новата монографија што треба да излезе едната година на мојот 75-ти роден ден. Тоа беше за Глигор Чемерски, академски сликар, академик. Во Вруток му помогнав и ја постојано бевме човекот и светлината. Мозаикот за развојот на ХЦ Мавро, на хидроцентралите, како
негова идеја беше како почнала светлината од давнешно време до денеска. И ја реков дај да видам на интернет. И на интернет отварам вруток, дават две бисти од народни херои и пишуваат автор Глигор Чемерски. Што нема врска. Неговиот мозаик е од негде околу 100 квадрати на отворено пред хидроцентралата вруток и затоа ја интернетот не многу го почитувам и затоа во целото моје творештво и публицистичко и новинарско на лице место. На самото место да бидам присутен и сум присутен и многу ми викаат како пишуваш. Му кажам пишувам секој сабајле ја пешечам. И додека пешечам ја во компјутер има во главата и така и ги создам. Добар компјутерот, добар, јака. Не од тие старите, секој се надградува. Се надградува. Еве ги кажавте, условите биле лоши, што не значи дека и новинарството било такво. Ме интересира во периодот од овие повеќе од 55 години всушност, според вас кој било златното доба, да речеме, на новинарството во Македонија? Златното доба, мислам дека 80-тите години беше навистина новинарството на висина и почна да излегуваат кадри со завршен факултет. Повеќе во тоа време беа новинари кои што завршиле политички науки во Белград и Загреб. И ја кај што сработував, а сработував во многу весници и часописи, имаше навистина уредници кои што на новинарите им укажуваа на грешките, лектори укажуваа на чистината на јазикот до употреба и тешко беше да се објави вест или информација или репортажа, затоа што конкуренцијата беше силна и моравме да се бориме, да ние самите внимаваме како ја обработуваме темата. Ја, например, нема жан од вест, информација, извештај, колумна, коментар. Понатоа, јас сум исто фелтониста, имам неколку десетина фелтони објавени, кои што се забележителни. Ја сум редок и прв новинар кој престојувал на Света Гора и кој објавил десетина фелтонот од десетина продолженија, а исто така и повеќе репортажи кои што за мене оставија еден посебен белег. Исто така забележителни репортажи во продолжение беа за демонстрациите во Европа што ги организира македонците. Тоа е 91 година, првата демонстрација беше моја идеја, затоа што ја тогаш престојував во Берлин, а во Берлин се одржуваше самит на министрите на Европската заедница, Европската унија пред Рајстегот и заедно со моите пријатели, другари, седнавме сите тие технички работи, нашите тогаш се сплашеа. И кога видеа дека стотина луѓе веќе во колона со обезбедување од германската полиција и од сите страни скриени бе македонците, излегува и беше многу величествено. Колегата Гајдов тие прогласи што ги имавме ги внесе во Рајстагот во фаховите на сите новинари кои што присуствуваа да се запознаат со вистината на Македонија. Се одржа доста демонстрации на кои на повеќето од нив присуствував и во Брисел, и во Луксембург, и во Виена, и во Франкфурт, и во Шведска, во Малме, што значи дека мене беше посебно чест и задоволство да присуствувам на тие демонстрации, известував дневно, а и направив фелтони. Мене ми остана врежани, со ова ќе завршиме за тој период, за златното доба што велите, како некоја мини дефиниција за новинарството од тоа време, а тогаш новинарството било чест и вест, така ми рековте. Како? Чест и вест. Да, тоа е покојниот колега од
Прилеп, Тачко Локвенец, пред 3-4 години ми се јави на телефон и ме замоли да напишам текст за новинарството. И викам, нема проблем. Негде 30 на новинари сме застапени во неговата монографија која излезе на почетокот на оваа година. Ја напишав дека македонското новинарство црвене. И направив паралела во тие години и во годините сега. Тогаш Црвене од срам, така? Црвене од срам, црвене од мешање на политичарите, на бизнисмените, на уредниците, на собствениците на медиумите, каде што многу значајни текстови се промолча. Ја, например, тука, како пример, дадов за 27. април. Никој од новинарите немаше напишано зашто министерот за внатрешни работи најодговорен никаква одговорност не презеде против. Ако не презеле, тогаш тоа е новинарството, тоа е истражувачко. Меѓутоа, секаде имаше блокада. Да преминеме сега на главниот момент, а тоа е на кој начин го одбележавте овој јубилеј, 55 години. Овој јубилеј го одбележав со монографијата што одржите во вашите раце, духовните светилишта на Гостиварското архиерейско наместништо. Оваа монографија пишувам подолго време и со Колку труд е вложен во неа, истражување, време. време? Трудот е многу, поготово последниве 2 години, не знам по кој пат ги посетив сите села на Гостиварското архиерейско наместништо, тоа се најде на 40, секоја црква, манастир, крст, параклис ги посетив и во таа монографија се внесени фотографии од пред 50 години. Например, ја во село Горна Бањица, реосветувањето или осветувањето на црквата Свети Петар и Павле ја изврши упокоениот митрополит господин Кирил, а негов џакон беше сегашниот митрополит Петар. И фотографија пронајдов и тоа е многу значено за тој период, а исто така во оваа монографија има доста Божји чуда. Јас сега, бидејќи немаме време, ја би споменал само едно чудо од Железна река. На Дукадинка и се сонува. И вика, вие сте избрани да го изградите манастирот Свети Никола. Неколку пати и таа на мажот, на децата, им кажува, вика, ја повеќе не можам да го држам семејството, јас сум повикана да го изградам манастирот. И мажот се сложува, децата исто, заедно со селаните одат на местото, копат, ги наоѓаат дверите, наоѓаат кандила, наоѓаат се и заедно со селаните го гради манастирот. Тука имаме и нејзина фотографија пред иконостасот и додека таа жива, таа добиват и сила за лечење. И во манастирот доаѓаат луѓе од сите краеви, не само од Гостиварска општина, туку од цела Македонија, која што ги лечи, Божја дарба. Понатаму интересно е во Вруток, во црквата Свети Мино, тоа е на влезот во селото, Клисаров оди наутро, плочките се дигаат, иконите се нишаат и овој се уплаши. Утредента истото и на суд му се јавува Свето лице, вика, не се плашите, на средина на црквата на 40 на сантими има крст. Вика, треба да го слободите, да го изчистите. Ништо нема да ви се случи и така тие копат, го наоѓаат крстот од мозаик и после го чистат, престануваат плочките да се дига, престануваат иконите,
се во најдобар. Тоа се случува пред едно 10 години. Во монографијата го имам крстот Да, и да крстот. споменеме дека ова е всушност ваша 12-та монографија, што значи ќе мора повторно да ни дојдете. Нема да чекаме 60 години од јубилејот за да ги поминеме сите, да кажеме по збор 2 за сите нив. Уште еднаш честитки за вашиот јубилеј.